Почитувани представници на медиумите, ни представува особена чест денес да ве пречекаме тука во кругот на млекара АД Битола. А верувам и комората исто така го цени вашиот допринос како мост меѓу стопанството и јавноста, особено кога сакаме да представиме што ние правиме за унапредување на млечниот пазар во земјата. Млекара АД Битола е активен член на Стопанската комора уште од своите почетоци, активен член ќе биде и понатаму, и ние фактички заеднички ги артикулираме сите оние иницијативи кои што доведуваат до унапредување и до развој на целата млечна индустрија. Неколку успешни примери имаме до сега, заеднички иницииравме промени на некои политики и практики во врска со поддршката на развојот на сточниот фонд во земјата, кој што ни е неопходно потребен, и тоа веќе функционира, а во наредниот период ќе се посветиме на уште други иницијативи кои што имаат за цел производите од млечната индустрија да ги направат подостапни за потрошувачите, и на тој начин да не само да се направат подостапни, туку и да се створат услови дел од производите кои што во моментов се увезуваат да бидат производи од домашно потекло и од домашно производство, што на крај крајeva на крај на криштата на сите нас ни е цел. Веруваме и сакаме да веруваме дека и овој собир на вака значаен број стопанственици денеска во во млекара Битола, Стопанската комора, е на некој начин признание на нашиот допринос кој што го даваме во коморското работење. Меѓу другото и претседаваме со групата за производство и преработка на млеко и млечни производи, и тоа ни е поттик за уште поголем придонес да даваме и во иднина. Ќе ве прашаме после нешто. Председателот на КСЕ. Драго ми е што сум во Битола, поздрав до медиумите, поздрав до доматините. Редовна посета, секоја година доаѓаме во Битола, посебно ја постувам ова компанија која што е верна членка на Стопанската комора на Македонија од своето основање. Не радува секој нивни напредок. Минатиот месец бевме домаќини во Стопанската комора и на сопственикот, еден од сопствениците практично на ова успешна фирма реномирана. Добивме уверување дека и понатака ќе го развива својот бизнис овде во Македонија и во Битола посебно. Посебно ни е драго што фирмата раководи човек член на управниот одбор на Стопанската комора, господинот Петрушев, кој има огромно искуство и во работењето во бизнисот и во работењето во комората. Така да, она што го знаеме, останува да и соопштиме на јавноста дека се работи за компанија со 250 вработени, 45.000 тони млеко производство, 54 производи. Сакаме да видиме во наредниот период зголемување на сортиманот и на извозот, иако се покриени соседните земји, да се оди и понатака. Знаете дека трансформацијата на комората оди во правец према извозот и индустриските капацитети. Македонија конечно свати и постигна консензус околу тие прашања дека мора да се сврти према извозот како мала економија и према развојот на индустријата, затоа и владата со мерки ја поддржува таа политика на комората во наредниот период и можеме да кажеме од ова место дека во наредниот период комората ќе се сконцентрира само на тие две дејности и практично ќе ги задржи за членки само компаниите кои што извезуваат и кои што се работат во делот на индустријата. Од она што е врзано за позицијата на овој бизнис, мораме да кажеме дека земјоделието не го има добиено своето место кај нас и прехранбената индустрија. Мислиме дека има уште поголем потенцијал за развој, дека владата треба да се поттикне во тој правец и ние тоа ќе го направиме во месец мај со една голема конференција на која што ќе го отвориме прашањето за развој на земјоделскиот и прехранбениот сектор во наредниот период, затоа што мислиме дека се даваат огромни пари од буџетот, а потоците покажуваат дека тоа не се валоризира на ефектен начин како што треба и затоа треба да ги собереме сите умни луѓе, сите креативни луѓе кои што го познаваат тоа да направат нешто да тргне во тој правец, затоа што тој сегмент е стани сериозен дел на оваа стратегија нова за развој на извозот и на индустрискиот потенцијал на државата. Господине председателе, оваа година, наредната година до 54,4% од една страна, од друга страна забелешки она што најмногу создава сензибилитет во бизнес заедницата, евентуални најави за раст на минималецот
во услови кога нема продуктивност. И она уште плюс што го порачаја бизнесмените од германската заедница во Македонија. Видите, ние оценките наши секогаш биле јасни и прецизни. Македонија се наоѓа во проблематична фаза на својот економски развој заради тоа што потенцијалите кои што постојат, обкружувањето кое што постои и моменталните состојби, и амбиентот и така натаму, сите елементи зборуваат дека ние тешко можеме да оствариме раст кој што ќе не приближи до земјите членки на Европската унија каде што ние се стремиме. И тие оценки се јасно изразени и македонската јавност треба да ги знае дека раст од 6-7% кој што би не приближувал до тоа е тешко остварлив во наредниот период и тоа треба да го правиме чекор по чекор. За да го направиме тоа треба да отклониме 3 диспаритети кои што постојат и ние јасно сме го соопштиле и на претходната и на оваа влада. Тоа е прво несразмерот кој што постои помеѓу капиталот и трудот во кој што работниците се незадоволни од газдите, газдите од работниците. Второто прашање е односот кој што постои меѓу активното население и издржуваното население, кој што е неодржлив и на краток и на долг рок. И третото прашање е прашањето на доследно почитување на преземените обврски при промена на власта, каде што мора да ги почитуваме европските принципи и сите договори кои што се склучени да се извршуваат понатака, за да се добие еден правен континуитет кој што ќе гарантира на бизнес заедницата предвидливост на постапките. Добивме една многу чудна ситуација во последната година од земја која што имаше огромен вишок на невработени луѓе, дојдовме во ситуација да не можеме да испорачаме кадар за стопанството. Тоа е многу сериозно прашање кое што ние го ставиме сега во приоритетот на работите. Мислам дека оценките кои што се изнесуваат од сите страни се добронамерни. Не гледам дека тоа некој има различити интерес од интересот на владата и од интересот на бизнес заедницата и на самиот бизнес да нешто конструира некакви работи. Мислам дека треба да се земат добронамерно, да се анализираат и во еден постигнување, во еден консензус да може да се направи некаков чекор напред. Во тоа треба да бидеме многу реални во предвидувањата и обеќањата, затоа што во бизнисот чуда нема и тие не можат да се случат, а можам да ви кажам од искуствата од работата во Коморскиот инвестиционен форум и во другите асоциации каде што членуваме и каде што активно работам, дека па и никој не дава пари за ништо и да даде пари ќе бидат конкретно наменети, треба да се одработат, треба да се тоа све исполни и тоа гарантира само на тамошен успех. Значи, ние мора амбициите да ги поставиме на реална основа и да работиме дупло повеќе од тоа што го правиме денес, како сакаме да оставиме простор и алтернатива за младите да остануваат во оваа држава. Добро, благодарам.